Минатата недела бе во Бугарија и проповедав таму и многу беше интересно дека кога пасторот стана рече Христос воскресна. Е вика традиција ние цел месец од воскресението да зборуваме за воскресението, за Исус и така натаму и првото нешто што ми го рече беше оти знаеше дека ќе проповеда, а не знаеше на која тема, вика да не проповеда случајно на Тома од минатата недела, јас проповедав на него. Викам не, нема да проповедам на Тома, така да не се погодиве на истата, имав преведувач што ми преведуваше. Ама денеска сакам да продолжам од прилика на иста тема што зборувавме за време на Великден, а малку на поинаков начин. Сакам да погледнеме две случки од Библијата, кои се многу слични, две паралелни случки во Стариот и во Новиот Завет. Е, ќе ги видите тука текстот е првата случка од прва книга на Царства, 17 глава, 17 до 24 стих, а потоа ќе читаме од Лука, од 7 глава, 11 до 17. Ги читаме заедно, а потоа трчте си прсче или отворете си два пати на апликациите на Библијата, да можете да знаете точно каде ќе одиме со текстот. Библијата вели вака, прво во текстот од Прва Царства 17 глава. Потоа се разболе синот на таа жена, на домакинката, и болеста негова беше толку силна што не можеше да дише. Тогаш таа му рече на Илија: "Што имаш ти со мене, човеку Божи? Си дошол да ми ги наспомниш моите гревови и да го умреш синот мој?" А тој одговори: "Дај ми го синот твој." И го зеде од рацете нејзини, го однесе во горната соба каде што живееше и го положи на леглото свое, па повика кон Господ и рече: "Господи Боже мој, зар ти на вдовицата на која живеа ќе направи зло, погубувајќи го синот нејзин?" И откако се спружи три пати над момчето, извика кон Господ и рече: "Господи Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него." И Господ го слушна гласот на Илија, му ја врати душата на момчето во него и тоа оживе. Илија го зеде момчето, го симна од горната соба во домот и го предаде на мајка му и рече: "Еве, син ти е жив." Тогаш жената му рече на Илија: "Сега на вистина дознав дека ти си Божи човек и дека словото Господово во твојата уста е вистинско." Потоа отиде во еден град наречен Наин и со него одеа неговите ученици. Ова е веќе Лука 7 глава, така ли? Потоа отиде во еден град наречен Наин и со него одеа неговите ученици и мноштво народ. А кога се приближи до градската порта, ете изнесуваа мртовец, единствен син на својата мајка која беше вдовица, и многу народ од градот одеше со неа. Кога Господ ја виде, се сожали над неа, па и рече: "Не плачи." И пристапувајќи се допре до носилото, а носачите застанаа. Па рече: "Момче, тебе ти велам, стани." Мртовецот се подигна и седна, па почна да зборува. И тој го предаде на мајка му. Тогаш сите ги обзеде страф и го славеа Бога и велеа: "Велик пророк се јави меѓу нас." И Бог го посети својот народ. И се разнесе овој глас за него по цела Јудеја и по цела околина. Не знам дали забележавте колку се овие два текста паралелни еден со друг. Во двата случаи имаме жена вдовица. Во двата случаи има само по еден син. Во двата случаи некој надворешен фактор прави да се појави воскресение. Ке спомнам во Бугарија една многу блиска моја пријателка, кога зборувавме баш за воскресението сега за ова и за се, зборуваше за нејзиниот дедо, кој бил еден од првите пастори кој има многу страдано за време на комунизмот во Бугарија, и кажуваше: "Кога деда ми почина, јас цел ден се молев и на секој пола сат одев да видам дали ќе воскресне. А тоа што верував дека Бог може да го направи тоа ако сака." Очигледно, вика, не сакаше. Ама тоа само кажува за нешто друго. Како ние се справуваме со смртта? Не знам дали сте си го поставиле тоа прашање, и реално луѓето не сакаат да мислат за него до моментот дека тоа всушност не се случи. Некои пати со смртта некои луѓе се справуваат со иронија и цинизам. Знаете, ќе си кажуваме вицови за умирање. Некои пати со наивност. Ако не мислам на нешто, не може да ми се случи. Не знам дали сте имали таква ситуација. Или можеме да кажеме: живееме или умреме или Господови сме. Знам дека и првите две ќе се јавуваат. Никој не се појавил на погреб, никој не се појавил на гробишта, радосен оти некој му починал да еден ден ќе го види на небото. Да бидеме најотворени. Колку сакаме да бидеме верни и искрени. Ама од друга страна, како ќе поминеме низ тоа е друго прашање. Како ќе ги поминеме оние 5 чекори на болка кога ќе стасаме, тоа е нешто сосема друго прашање. Ако не имаме жива надеж, готови сме. И она што го зборувавме за Великден беше дека Великден е всушност жива надеж, а тоа што на оне во која поставиве нашата надеж е вечно жив. Беше мртов
и пак оживеа и веќе не се враќа по смрт. Кога зборуваме за воскресенија во Библијата, не знам дали сте ги броели. Има луѓе што ќе кажат, вие знаете, Библијата е полна вика со чуда, таму луѓе воскреснуваат цело време, не знам се што. Не е така. Погледнете и обидете се реално да броите. Прво, реалноста е дека ги нема многу. Второ е дека 3 само воскресенија се случија во Стариот Завет. За време на службата на Илија и за време на службата на Елисеј. Еден пример го прочитавме ова. Имаме 3 воскресенија кои се случија во Евангелијата. Освен Исусовото воскресение. Да не го броиме него. И 2 воскресенија беа во дела на апостолите. Талита, сеќавате, една жена, една девојка млада, за која го натераа нели таму на апостолот да се моли. И потоа го имавме Ефтих, кој падна, додека слушаше проповедот и беше предолга, па го воскресна и го вратија назад. И текно, нели? Нема некое многу воскресенија што се случуваат. И тогаш прашањето е ова, ако ги нема многу, зошто се случуваат и како се случуваат? Бидејќи, знаете, тоа ќе ни каже и денеска, што можеме во крајна сметка да очекуваме. И првата работа, зошто се случуваат тие воскресенија, е затоа што моќта на воскресението, која доаѓа од Господа, беше достапна на тие околу. И 2 причини има за тоа. Заради љубов и заради благодат. Ке почекате, ама ќе ви ги обяснам, ти мораме да одиме на овие 2 ствари да ги погледнеме. Ја да видиме прво за љубовта, што е спомната тука. Љубовта ја гледаме и кај Илија, и кај Исус. Како ја гледаме кај Илија? Забележите што се случува. Жената ви кажа, ти дојде пророк Божи, демек ти си тука светец, јас сум тука грешната, мене Господ ме казни за мојот греф, што бараше да дојдеш кај мене толку рано да ми се случи тоа? Не е така. Илија го зима детето и сеќавате, не беше тоа некоја финта, рака на рака, глава на глава, нозе на нозе. Буквално сакаше да се поистовети. Идејата беше, земи ме наместо него. Врати ми го животот наместо мојот живот. Јас ќе ти го дадам мојот, само него да му дадеш да има живот. Интересно е, кога ќе дојдете во Евангелијата, например, цело време може да го видиме таа љубов. Бог не дојде и да каже, сега ќе ти го воскреснам за да ти направам нешто полошо. Туку доаѓаше за да даде нешто кое веќе никој нема да може да го земе. Например, гледате го Исус кога дојде кај Лазар, ви текнува. Плачеше. Сите наоколу, тоа е во Јован 11 вика, луѓето го видеа, леле колку го сакал. Зошто плаче кога може да го воскресне? Знае дека за некоја минута ќе го воскресне. Како човек мораше да плаче. Немаше начин да го види тоа. Имаше и други причини, ама ајде, ќе го оставиме ова тука. Во Марко 5 беше мислам, кога оди кај девојчето да го воскресне, ќе се сетите. И вика Талита, куби, девојченце, злато, стани. Тоа е едно лично поврзување. Знаете, Господ не е оној што вика дека јас само ќе ви покажам силано, бум и готово. И многу нешто важно, Исусовата сила да воскреснува никогаш не оди само во животот на некој. Исус влегува во тој живот. Исус не се вклучува само јас со сила ќе направам нешто, бум и готово. Вклучен е. И кога ќе каже дека го љуби грешникот, зборува за нешто што го искуствува, зборува за нешто што го практикува и го прави. И го прави. Оди самиот тој. Што тоа ни кажува? Не можеме да искусиме моќта на воскресението ако не го имаме Исус во нас. Не можеме да очекуваме дека еден ден ќе воскреснеме за живот ако ние го немаме Исус во нас. Ние ќе воскреснеме, ама ќе воскреснеме за вечна мака. Не дај Боже, мислам таму да има некој таков. Ама јас не реков само љубов. Јас реков имаме тука и благодат. Благодат по дефиниција е да добиеш нешто што не си заслужил. Милост е да не добиеш нешто што си заслужил. Благодат е нешто ми дадоа што не беше за мене. Интересно е кога ќе дојдете кај Исус, што се случува со него? Не знам дали забележавте таму, кога дојде кај таа вдовицата што го имаше син. Прво, таа изгуби син, што значеше дека не само остана сама како сама жена, социјално беше уништена. Кој ќе работи за неа? Мислите, имаше социјални служби, ќе добиеше
хуманитарна помощ и дадеа на неа таква пензија. Немаше ништо. Она губеше буквално се. Исус доаѓа кај неа и прави нешто што реално, апсолутно не беше заслужено. Зошто? Прво, нигде не читаме таа жена беше некоја добра жена. Второ, не читаме ние дека таа се молеше и бараше нешто. Трето, не читаме дека таа жена нејзините молитви, гледа што се правела, она изградила манастир, не знам си што, па вајда сега некој Господ ќе ја направи нешто, па ќе ја услиши или ќе ја направи. Не. Тој дојде затоа што сакаше да направи нешто. Оти имаше благодат, сакаше да ја даде нешто што таа не го заслужуваше. Реално дојде и го даде. И ако се сетите во Библијата, ако читате, ќе прочитате дека секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од Господа. И секогаш кога ќе добиеме нешто добро, сетете се дадено ни е по благодат, не по заслуга. Секој пати кога нешто убаво ќе ни се случи, дошло по благодат. Секој пати лошо нешто ќе ни се случи, па Господ ќе ни извади, тоа се случува само заради благодат. Значи, прво, сите, кој може да искуси таа моќ на Исусовото воскресение? Сите оние кои се спремни да искусат неговата љубов и неговата благодат. А второто е, кој може да ја почувствува таа сила на неговото воскресение? И тоа е многу битно прашање. Кој може да ја искуси таа љубов? И јас ќе ви кажам, одговорот е безсилните. Има еден многу интересен стих во посланието до евреите. И сакам да го погледнете 11 глава, 13:5. И малку ме зачуди прво да ви кажам, додека не почнам да размислам. Во Евреите 13:5 вика со вера жени примија своји умрени воскреснати. Зошто не вика со вера примија некои луѓе, некои своји мажи, жени, семејства и не знам си што? Зошто? Затоа што ако погледнете повеќето лица или личности кои ги примија своите мртви во Стариот Завет, па и во Новиот беа жени. Не верувате? Ајде погледнете, погледнете неколку случаи. Вдовицата го доби синот во Прво царство 17. Сунамката го доби својот син во Второ цареви 4. И она беше таму. А вдовиците во црквата, по дела на апостолите, си ја добија, нели, срна назад. Овде вдовицата, што ја читавме сега во Лука 7, го добива својот син, повторно жена. Само во Марко 5 глава и малку понатака ќе видите некои воскресенија каде што луѓе Марија и Марта го добија Лазар. Да не го заборавам него. Само во Марко 5 ќе видите дека таткото и мајката си го вратија детето само заедно. Тука и во случајот на Ефтих, нели кога падна, цела црква го прими назад. Повеќето беа тие. Зошто? Затоа што жените во тоа време, во првиот век на нашата ера, беа оние кои нема никаква моќ. Беа маргинализирани. Ако не беше мажот, нема никој. Тие немаа сила, немаа моќ. Дури во Стариот Завет мора на сила некој пат ја се молат за сила и за моќ. Ќе се сетите кога дојдеа некои луѓе, некои жени да побараат да им се даде право на наследство. Тука. И овде повторно се беа вратени на жени бидејќи ако некој од страна не им дадеше љубов и благодат, никој не можеше да им го врати тоа што им фали. Ние денеска сме сите во таа категорија реално, ама оние кои можат да се надеваат само на љубов и само на благодат, се единствените оние кои реално Господ ги смета за немоќни и вика блажени се слабите или кротките, оти они им го исполнува тоа што нив им фали. Оние што имаат моќ, оние што имаат сила, не бараат вера, не бараат благодат, бараат религија. И сакам да објаснам малку што сакам тука да кажам. Религијата е идејата дека можеш да станеш, како беше, ќе употребам парагон, да можеш да станеш една слика на нешто моќно и големо. Видиме кој сум јас. Знаете што е тоа ктитор? Сте го чуле зборот? Што е ктитор? Човек што гради црква, така? Зошто го спомнуваат? Види кој сум јас. Види кој сум јас. Да, и во црквата ќе најдете дури и нацртан некаде. Гледаме кој сум. Религиозните се оние што во Новиот Завет што ги нарекува фарисеи, што доаѓа и вика Господи, фала ти што не сум како оној. Религиозните беа тие што вика постам толку, правам толку пати одам на црква, сите тие работи. Секи си објасни што прави, глеме колку сум добар, па ти си должен да ме земеш.
Должен си да ме примиш, Господи. И тая религия много не помага. Колко повеќе имаш моќ, генерално зборувајќи, толку си посигурен во својата религија. Затоа сите политичари, не е важно дали се од исток, од запад, од север, од југ, од кај сака нека бидат, ќе водат војни, ќе убиваат луѓе, ќе уништуваат цивилизации и народи, ама на Божик и на Великден ќе бидат првите од црквата. Зашто мора покаже да види, мене ми значи оваа религија нешто. Не ми значи толку да ја држам, ама ми значи да ме видите, ти ја имам во крајна сметка тука. Верата од своја страна не враќа назад на изворот на се што имаме. Оваа жена, пак ја спомнам, онаа жена вдовицата во Стариот Завет, нели правиме паралела меѓу двете, мора да се потпрати или на Господа, или да изгинат. И кога имаме таков избор, можеме да... И денеска го имаме истиот избор. Или ќе се потпреме на Христос и ќе живееме вечно со Него, или ќе изгинеме. Ќе живееме цела вечност без Него. Исус тука гледаме дека неизината сиромашти излечи, го врати тој што ја требаше да ја даде, да ја помогне да преживее. Ја врати радост, емотивно ја излечи. И даде се што ја треба заради неговата љубов и неговата милост. Неговата благодат. Сега, она што Исус ни го кажува дека има ново небо, нова земја, воскресение, нов материјален свет, значи дека Исус сака да го обнови сето она што нас ни фали. И сака да ни го врати еден ден назад. И во христијанството имате таа уникатност затоа што не ти вика дека ќе воскреснеш како дух кој некаде ќе биде на небото. Заборавете ги оние слики ангелчето и харфата, нели на облаче што лебдат и такви некои глупости. Заборавете го тоа. Всушност една од причините зошто мрзливите не го наследуваат Царството Божие, така пише во Библијата, е затоа што небото е место на активност, а не е место на лежи лебо да те јадат. Да бидам најреален тука. Исус Христос го користи своето воскресение да може да ни даде се што ни треба. Не се што сакаме, ама да ни даде се она што ни треба. И откога ќе добиеме се што ни треба, тогаш реакцијата на христијаните е дека ќе се вклучат и во социјална работа, и во помагање, и во служба, и во сите други ствари, каде што ќе направат нешто, каде што не морат да ти платат. Ќе го направи затоа што сакаш, од љубов и од благодат. Ќе го направи за некој кој самиот не може да си го направи, ќе речеш, ево, ова ти го давам затоа што мене ми е дадено. Че реков, со љубов и благодат доаѓа воскресението, кај кој доаѓа? Кај безпомошните, кај немоќните. Ајде да видиме која е причината за силата на тоа воскресение. И првото нешто што сакам да го спомнем е дека воскресението ни дава една увереност. Да, види, емотивно е многу убаво да кажеме, еден ден ќе воскреснеме, сите ќе сме заедно, бла бла бла, супер, ќе ни види таму горе на небото. Ама реално, кога ти е пресно, кога те боли, многу не ти значи емоцијата. Емоцијата се менува горе-доле. Се зависи кога и како ќе биде. Ама, она што е многу важно е, вратете се назад на прва книга Царства 17 глава, кај што читавме во текстот, и ќе видите има таму запишано едно нешто многу интересно. Жената не му вика тука на Илија, сега сум среќна. Сега сум емоцивно полна, сега срцето ми е полно на мене, сега се радувам, ќе одам на сите да им кажам за Господа. Сие тоа вистина, ама тоа не е кулминацијата. Кулминацијата е, вика, знам дека тоа што велиш е вистина. Што велеше Илија? Јас сум пратен од Бог, јас ти ветувам дека нема никој да умре тука додека сме овде, и јас сум оној кој ти вика, вака вели Господ. Сини умре, сини воскресна, дури тогаш вика, сега знам оти тоа што го велиш е вистина. Да, верата доаѓа од слушање. И викаме, ние веруваме, ама не веруваме во вакуум. Оваа жена веројатно си имаше некои своји сомнежи. Прво требаше да го подели она малку што го има на почетокот, се сеќавате, кога дојде Илија кај неа. После одеднаш, овој ми дојде во куќата, ми умре најмилото. Кој е крив? Тој е крив. Тоа е логиката. Јас да сум истото, веројатно би го исто така би реагирал сега. Ама вика, сега знам. Исто да се случува и во Лука 7. Исто да се случи. Некој чуден, некој поинаков од другите дојде и направи нешто ново. И забележете дека и двата расказа, и во Стариот и во Новиот Завет, двете случки завршуваат и го даде, вика, на вдовицата сини. И реакцијата во двата случаја е, сега знаеме дека има голем пророк.
Прво имаме една потврда. Ама интересно е дека имаме тука многу повеќе отколку пророк. Секој пат и секој чудо во Библијата не беше да покаже види каков човек, беше да покаже види каков Бог работи преку таа личност. И ако забележите, Илија се моли цело време, плаче, вика кон Господа. Забележите што прави Исус, не вика, не плаче, не се моли. Едноставно отиде и направи нешто што треба. Илија вика 3 пати се молеше. Исус проговори еднаш. Илија вика, вели таму го читаме во текстот. Исус едноставно каже, дечко ај станува. Голема разлика помеѓу двајцата. Илија вика и го моли оној за кој веруваше дека има сила да ги спаси, да го воскресне човекот. А Исус е оној кој читаме во Библијата дека има сила да ги воскреснува од мртвите. И сега воскресението ни покажува дека знаеме кој е Исус. Споредете било која религија, споредете било која некоја си учење што ќе го најдете. И патем, страшни нови учења се појавуваат, вклучително и кај нас во Македонија, барем две. Едно доаѓа од Кина, другото доаѓа од Кореја, почна да се вртат низ Македонија. Некои чудни работи почна да се проповедат се во име на христијанство и на тие ствари. Ама како да знаеме дека христијанството е вистина? Вратете се на воскресението. Имаме 2000 години од моментот кога се случи. Ниту еден, како сакате зборувате, ниту еден, не знам колку бил паметен, не успеа да го порекне фактот на воскресението. Луѓе ќе речат, не се случило, лажат, не е вистина. Докажи. Ниеден не докажа. Се обидеа во митологија да го стават, не им успеа. Имаме факти и аргументи многу повеќе од колку било кој друг. Сега, многу луѓе викаат вака, јас сум слушал, јас верувам. Јас си верувам. Не ми зборува, не ми објаснува, не ми кажува многу тиме филозоф. Јас само си верувам, тоа ми е мене доста. Не треба да ви биде доста. Верата доаѓа од слушање. Вика висте, ама верата не доаѓа од незнаење. Женава вика сега знам. Апостол Петар во 1 Петрово 3 глава вика бидете секој спремни да дадете одговор за верата која е во вас. Зошто да бидеме спремни да дадеме одговор? Затоа што постои одговор. Затоа што не ете така треба да биде. Ете така треба да биде. Знаете еден голем проблем, само малку ги спомнам во исламот на пример кој го прашуваат зошто првите верзии од Куранот се појавуваат дури 300 години после смртта на Мухамед. Вика поти Мухамед бил неписмен, не можел да запише. Сите биле неписмени околу него и тогаш имате молка. Молка. Не дават одговор. Зошто? Затоа што немаат одговор. Ние имаме одговор. Првото евангелие запишувано е 30 години од смртта на Исус. Живи луѓе сите наоколу, вика, ево гледај што се случи. Го пуштија, го расширија по тогашниот свет. Имаше милион луѓе кои може да кажат лажат бе. Ама не се случи. Сега знам. Верата е спротивна на гледањето. Верата никогаш не е спротивна на доказите. Христијанството, за сите што сте заинтересирани, ако ви интересира некој пат да копате, 18-19 век беа времето на она критика која беше ударена на христијанството. Буквално на сите основни вредности кои христијанството ги поучува, на сите основни вистини. И излезе христијанството повторно победник. Зошто? Затоа што сега знам ова, вика тука жената. Патем ќе ви речем, ако ви треба малку повеќе апологетика или докази за некои ствари, имаме бесплатни книги од Лист Робел преведени на македонски, земете, читате ги. Ако некој онлайн сака да ги добие, пишете во коментари, ќе ви испратим. Поентата е има многу аргументи. Ама фактите, она што ќе го направи Исус, ќе ја натера да кажеме сега знам, ни помага да растеме во нашата вера. Помага да растеме. И според мене тоа е разликата помеѓу она што го нарекува во 1 Коринтијаните телесен и она што го нарекува духовен христијанин. Духовен христијанин е оној кој може да погледне назад да каже Господ ми помогнал и вчера, и завчера, и прекчера, и пред 6 месеци, и пред 2 години, и пред 30 години може да видам неговата рака. Сега знам отија мрак напред, ама по Божја благодат пак ќе поминам. Телесен христијанин што вика Господи, се најдов во неволја, од кај знам ти ќе помагаш? Дај да си барам некој чаре друго. Тоа е по мене разликата која е. Уште еднаш ќе кажам, верата е спротивна на гледањето, не е спротивна на доказите. И сакам да ви дадам два примера.
Сакам два примера да видам. Првиот. Сите евангелија зборуваат дека жените беа првите сведоци на воскреснатиот Господ. Ако некој требаше да го измисли ова, ќе беше најглупавиот створ во тоа време да каже жените ми се сведоци. Кога жената не е рачуна за веродостоен сведок. Има некои традиции кои викаат дека сведоштвото на жената се смета за пола вистинска од сведоштвото на мажот. Ако јас измислувам нешто, ќе речев тројца фарисеи од најголемите и 15 добри бизнисмени и некои силни луѓе со моќ и слава и пари, тие се вистините. Не. Вика жените. Зошто? Да се посомневаат сите. Зошто да се посомневаат сите? Да почнат да копаат, да проверат дали е вистина. Верата не е абсурдно нешто кое таму лебди во облаците и ние немаме аргументи за неа. Бог вика, сакаш да веруваш? Мисли. Мисли. Не ова јас си верувам само. Јас верувам во. И треба седнеш и да имаш причина зошто и како веруваш. Пак ќе речем, Исус после им се појави на толку на други луѓе и тоа е вистина, ама вика почнат жените. Од најоние најслабите, од најлошата, од најслабата алка. Зошто да ме натера мене, да те натера тебе, да седнеш и да размислиш каде е логиката во ова? Да мора да почнеме да мислиме со своја глава. Ето веќе почнуваме да размислуваме, нели? И тоа е првото нешто. Второто, сакам да ви кажам втората причина. Сега малку ќе ми простите, ќе забегам можда малку на страна. Знаете, во религиите генерално зборувајќи, никој нема проблем да зборува за божествени личности или за божества. Тоа ни е на сите јасно. Ако отидете во источните религии, например, во источните религии немаат тие проблем да зборуваат за бескраен Бог, кој не е личност. Нема ни една источна религија чиј Бог е личност. Така што имаме некое божество, некои божества. На последното броење, еден човек во Скопје, беше индиец, професор, доктор по богословие, имав еден краток собир со него тука. На последното броење мислам дека речете 12 милиони богови има во Индија, кои се заведени. 12 милиони. И сите се безлични богови. Ниеден не е личност. Истокот зборува за безличен Бог. Да, има луѓе кои добиваат некакви божествени моки, божествена сила. Може би Буда ќе го спомнеме тука, може би ќе спомнеме Конфуција или некој друг, не е ни битно, ама поентата е дека никој од нив не тврди дека има личен Бог, кој е личност на која се обраќа и со која комуницира лично. Од друга страна, на запад, на западниот дел, исток, го сметам онаму исток, од оваа страна, па и во нашите комши, ние имаме едно чудо лични богови кои не се пак семокни. Ви текнува на гречкиот пантеон на богови. Зевс, Атина, Хермес, Хефест, може да ги броите колку ви душа сака. И ние зборуваме за лични богови тука. Ама не зборуваме за семокни богови. Зошто не зборуваме за семокни богови? Заради тоа што Зевс не може да му се спротистави на овој. Овој не може да се спротистави на овој. Цело време влегуваат во војни, во борби помеѓу себе. Да имаше еден абсолютен Бог со абсолютна моќ, ќе владееш и никој ништо не може да му може. Значи, истокот вика имаме сила која е безлична, западот, ние ќе се ставиме тука, не кажам исток, мислам на онај друг исток таму. Западот вика, ние имаме лични богови, ама кои не се семокни. И сега доаѓа јудаизмот. И тие веруваат во личен и во бесконечен Бог. Ги имаат Јахве кој зборува према нив, они му зборуваат на него, Јахве им се објавува преку пророци, нели семокниот Бог. Бог вика вака, пророците велат вака вели Господ, и они викаат нашиот Бог е личност. Каква личност? Ние не можеме да го опишеме, можеби. Па и овој символ на тројство е играчка, пак не опишува ништо. Ние не можеме да го опишеме, не знаеме каков е, знаеме дека е трансцендентен, знаеме дека е над нас, ама знаеме дека е иманентен, знаеме дека е и помеѓу нас. И кога Христос дојде на оваа земја, кога Христос се отелотвори и дојде на земјата како Богот човек, што се случи? Можеа да го видат и имаше моќта што никој друг ја немаше да воскресне од мртви. И га ево што јас правам. И сега да се појави личност која ќе каже јас сум Бог во тело за евреите, беше богохулство за кое следеше што? Ви текна? Смрт, која распаа на крст.
И одеднаш истите тие евреи кои го раснаа на крст, може би не баш истите 1, 2, 3 тие луѓе, истата таа нација одеднаш почна да верува. 3000 луѓе 50 дена подоцна се крстија во името Исусо и вика тоа е Бог. Што може да го смени еден монотеист таков да верува нешто вакво? Гледате? Повторно мора да има разум. Повторно мора да седнеме да размислуваме. Не можеме ние туку така само тоа да го фрлиме. Апостолот Павле вика многу едноставно причината зашто луѓето поверува. Исус се појавуваше 40 дена. Се појави пред неколку луѓе, се појави пред жените прво, па се појави пред апостолите, па се појави пред 500 луѓе, па се појави пред еден куп луѓе. Живи се. Прашајте ги, они сами ќе ви кажат. Јадовме со него, пиевме со него, го допревме, сите тие ствари. Имате подобро објаснување? Немате. Размислете. Ако вистински размислувате, ќе дојдете до тоа дека Христос е Господ. Пак ја спомнам книгата од Луис Тробел, многу сериозна книга, проверете го авторот ако не знаете кој е, може да добиете бесплатно. Значи, воскресението доаѓа со љубов и благодат, се излева кон луѓе кои знаат дека нема да се спасат преку моќ и заслуга, ни го засилува разумот, ама прашањето па се враќа и тоа е вистинското прашање, зошто всушност се случи сето ова. И има едно многу сериозно прашање тука, оно што го постави кон Илија. Дали син ми умре заради мојот греф? Оваа жена не живее во 21 век, очигледно е од самото просто прашање. Зошто? Денеска ние викаме, чекаме, јас заслужувам добар живот. Јас заслужувам да биде се во ред. Јас заслужувам се да ми оди супер. Јас заслужувам се да биде фантастично. Зошто ова ми се случува? Ке се сетите, војна се води во Украина во моментот. Слушав еден коментатор што вика, ние во денешницата имаме некоја чудна идеја дека се лошо што ќе се случи мора да заврши и сите живееат среќни и задоволно до крајот на животот. Такво нешто има само реално гледано во бајките. На друго место нема живее среќни и задоволно до крајот на животот. На друго место има борби, страдања, проблеми, борби, страдања, проблеми и одиме кон цел, ако имаме цел. Христијанството има цел. Така што, кога ќе почнеме да зборуваме, ние не можеме, вика некој, знаете дека некои војни завршија со тотално уништување на цели нации и народи. Ние денеска не размислуваме во тие категории. Не размислуваме. Ние не размислуваме во категории денеска дали мојот грев го направи ова. Ние размислуваме во категории кој ми е крив што ова ми се случи. И затоа прашањето на оваа жена е многу сериозно. Дали син ми умре заради мојот грев? Денеска, прашањето ние што си го поставуваме е ова. Ако има Бог кој е љубов, зошто Бог бара да платиме за гревот? Зошто едноставно не ни прости? Овие се многу различни прашања, овие две прашања. И од една страна, една од причините зошто жената така го гледа тоа е затоа што во минатото, а и јас сум од минатото, не е многу далечно минато, ама например кога јас бев во селото кај баба ми, кога ќе ме видеа ме прашуваат чиј си. Ви текнува. Не прашува кој си, прашува чиј си. Заради тоа што целата околина, целото твое семејство беше блокот во кој ти живееш, во кој се појавуваш. Големите градови го расчистија тоа. Ама и денеска отидете во некој село, отидете во некој култури и каже чиј си бе ти? И затоа се што се случува во семејството имаше рефлексија и на индивидуот, и на личност. Денеска ние сме си сами. Јас и ти сме. Ако некој нешто прави лошо, нек си го носи на себе. Јас немам со тоа ништо да правам. Значи, ако нешто ми се случи мене, кој е крив? Тогаш викаме другиот. Се до тој момент сме индивидуалисти до моментот на нашиот греф и нешто лошо ќе ни се случи. Во тој момент се враќаме на кој е крив за мојот проблем. Кој е виновен? Она што кога жена вика кој е крив е за нешто многу важно, за моите гревови, вика она тука. Дали плаќа за нешто што е погрешно? Знаете, секогаш кога некој ви сгреши, ова сум го зборувал, нема да се враќам назад на ова, стварно немаме ни време, а немам ни волја да се враќам на тоа. Ама секогаш, кога ќе речеме зошто Бог не прости кога некој сгреши, јас го префрлам прашањето и викам, зошто можеш ли ти да простиш ако некој ти сгреши? Одговорот на луѓето е може. Океј, си му дал на некој 10.000 евра на заем и не ти ги врати. Можеш ли само да кажеш ми ја гајле? Ако можеш,
Кој ја плати казната за гревот? Кој ја плати? Ти самиот, така ли? Ако не можеш, кој треба да плати? Некој друг, така ли? И ова зборам за пари, што е најниското ниво на проблем. Реално гледам. Пари се заработуваат, пари се губат и така натаму. Замисли кога некој ќе ви убие дете. Не дај Боже да се случи такво нешто. И ти викаш, нема проблем, ќе му прости. Зашто човечки да се прави, ќе му прости, готово. Така ли е? Ако простите, вие сте ја платиле казната. Вас ќе ви изеде внатре. Ако го казните, тој плаќа. Некој мора да плати за гревот. Истата ситуација е и со оваа жена тука која ќе зборуваме. Некој мора да плати. И кога вика оваа жена, татко вика, зошто он умре? Зошто ми умре детето? Заради мојот греф ли умре? Некој мора да даде одговор. И одговорот што Исус го дава е всушност не. Не умре заради твојот греф. Библискиот принцип е дека секој од нас си умира за својот греф. И секој од нас живее затоа што бара од Господ да му прости за неговиот греф. Сетите се кога Исус дојде кај вдовицата чиј син беше мртов. Памтите што се случи? Отиде вика до таму и го допре мртовецот. Нешто што не смееше да го направи. Во еврејската култура, кој ќе се допре до мртвец беше нечист еден период на време. Тоа го знаете, сте го читали во Библијата. Кога Исус го допре, рече, се балкано е мое. Јас го земав, сега може не твојот син да умре, туку Божиот син ќе умре заради него. И точно тоа беше поентата на таа заменска жртва за која ние зборуваме. Христос го зема тоа што беше балканото, Христос и даде нешто друго. И нејзиниот син стана. Единствен начин таа да го добие својот син беше таткото, Бог, да го даде неговиот син. Единствен начин нашиот грев да биде простен е таткото да го даде неговиот син на моје и твое место. Тоа беше велики. За него зборове. Тоа е единствениот начин. И така се ослободува моќта на воскресението. Зошто? Затоа што таа личност не умре за тој грев, умре заради својот грев. Таа личност беше воскресната заради тоа што некој плати за неговиот или незиниот грев. Она што Библијата ни кажува Господ Исус Христос. Како може да го добиеме? Ќе признаеме дека имаме долг што не можеме да го платиме. Ќе погледнеме на она што Исус го направи за нас на крстот на Голгота. Умре невин за грешните, плати и пак воскресна, да побараме Бог да не прими назад заради тоа што го направи Исус. До тука е супер. Ама ова ни ја дава живата надеж. Ова ни дава се што ни е нас потребно за да можеме да продолжиме да го живееме секој ден. Најлошото нешто што може да се случи е реално оно што го спомнав и минатиот пат, најдоброто нешто што може да се случи. Најлошото нешто што може да ми се случи е едноставно да го изгубам мојот живот на оваа земја. Тоа е најдоброто нешто што може да ми се случи, што го вика апостол Павле, да бидам со Христос на небото за секогаш. Тоа е фактот. Ама идејата е време е да се разбудиме. Знаете, Христос вегли дека смртта е сон. Кога доаѓа кај девојчето во Марко 5 глава, кој вика Талита куми, девојче стани, и вика девојче разбуди се. Никој не се плаши да заспи. Никој нормален не се плаши да заспи. Секој нормален се плаши од смрт. Исус вика, ова е сон. Ќе се разбудиш, ќе бидеш со мене. На Голгота таткото го изгуби синот и никој немаше таа вечер да каже, разбуди се. Бог стана сам. И затоа беше Бог. И затоа имаме врска со него, затоа имаме однос со него, затоа може да кажеме дека се синови и керки негови. И тоа е супер, ама некој можеби ќе ми каже, да, се ова лепо и красно, ама јас имам проблем. Мојот близок умре од рак. Мојот пријател се мачи со нешто. Оној таму одвај преживува, од крај со крај ги поврзува. Каде е Господ сега и тука да ми помогне? Каде е таа сила на воскресението сега да го направи ова што треба? Мислам се си го поставили ова прашање сигурно. Ама интересно е дека колку и да ова вистина, сето ова што го видовме беше слика само на нешто што е реално. Ајде да ви објаснам што подразбирам под тоа. Сите овие кои воскреснаа освен Христос, умреа пак.
Некои теолози тоа го викаат воскресение наназад. Во која смисла? Они воскреснаа за пак да умрат по некој период на време. Ние не воскресни и не е жив до ден денеска, каде ме гледаш мене? Роден сум 32 година после Христо, од Христовото тако, сега имам 2026 години, еваме тука сум, јас сум жив сведок на воскресението. Сите од нив умреа. Она што ние го очекуваме, она сила на воскресението која ние бараме гледа напред. Воскресение после која има живот кој никогаш не престанува. Тоа е надежда. Не е надежда од сега до тука. Колку е да ни е лесно или колку да сакаме емотивно да се поврзиме со тие луѓе. Со вдовицата, кој го изгуби синот, па го доби. Со вдовицата во Новиот Завет кој го изгуби синот, па го доби. Со родителите кои го изгубија детето, па Господ им го врати назад. Колку е да сакаме се поврзиме, па се поврзуваме со нешто во минатото. Она што сакаме е врска напред, која нема заврши никој пат. И затоа зборуваме за силата на воскресението и оној живот кој ни го дава. И патем, и само со една реченица ќе заврша, тоа е оној живот кој секој верник е должен да го пренесе на другите, да каже, чекај да ти кажам каде има живот. Она што Исус ни го даде како заповед, која рече, одете и проповедајте го ова, учејќи ги луѓето за се што ви кажат. И нека Господ ни помогне да можеме стварно да го имаме тоа. Амин.